Добра вечер. Дневник на КТВ, среда 1 април 2026 година. Априлијада 2026 на градскиот плоштад во Кавадарци. Околу 1200 дечиња од градинките и основните училишта со шареноликоста на маските и пред се со своите насмевки го победија и студот и лошите временски услови. Денеска 1 април, априлијада, традиционално општина Кавадарци организира со детска градинка Рада Поцева со основните училишта со учениците од прво до пето одделение. Гордоста е тоа што имаме над 1200 ученици кои ќе учествуваат на ова априлијада. Преку маски креативни, преку нивниот изглед и преку поставки кои ќе ги направија заедно со образовниот кадар, со воспитниот кадар, направија една насмевка и на општина Кавадарци, што е најмногу насмевката на нашите најмлади, на нашите деца кои се во предучилишно образование и нашите деца од прво до пето училиште. Така да мислам дека ова има и воспитен образовен карактер и карактер на една култура која што општина Кавадарци традиционално ја воспоставува секоја година. Морам да се благодарам и на кадарот, воспитно образовен и на нашите наставници кои што успеа да овие дечиња денес ги направат најстречни и претходно со ичекување да настапат во ова априлијада. И моделот на дружбата од социјалата има големо значење за сите дечиња, за целото општество, тука еве за нашите родители, баби, дедовци кои што се радуваат со нивните најмили. Општина Кавадарци продолжува да ја подобрува инфраструктурата за спорт, нагласи градоначалникот Јанчев на последната седница на Кавадаречкиот совет. Ние направивме 4 јавни предпријатија кои што го дадовме благодетот на граѓаните. Благодетот они го користат. И за превоз, и дечијата наши за превоз го користат, и да обезбедиме спортска сала у секоја школа. Еве, и не се стравам ни од критика. Точно е. Пред 2 дена имавме состанок со младинците школа при Тиквеш. Беа родителите тука. Точно е дека немаме најдобри услови за тренирање на децата младинци. Да, во ветив, у записник е влезен и му кажав дека до месец октомври 350.000 кошта еден терен да се направи соодветен со хибридна или со вештичка трава. И тоа ќе биде спортскиот терен фудбалски на Габер школото, на Габерот, на село Вачиша Габерот, и ќе биде со вештичка трава, со подземно наводнување, со хибридна вештичка трава, со трибина, со нови съблекувални и младинците ќе му дајме максимално внимание и ќе вложиме у нив. Знаеш зашто? Затоа си го спасивме Тиквеш од прва лига, да остане, си најдовме соодветен инвеститор, кај што, нели, првиот инвеститор не се погоди, па и за тоа критикувавте, имате право да критикувате, сега за вториот него пофолувате, вложува средства човекот, тоа се играчи, раководиме како што треба, домаќински се работе, и да крајот од денот, знаеш која е крајната цел? Кога јас како Митко Јанчев и ви како советници, ако успееме овие мандат, да комплетно се тргнеме од фудбалот. Зборам за првиот тим професионален. А си има инвеститори и спонзори, а ние одиме само на утакмица, уживаме и навиваме у фудбалот, а не да инвестираме пари у фудбалот. Ние инвестираме пари у младинските школи и у децата. Тоа е крајната цел. Ама да постигнеш таа цел, треба да си фактор. За некој да те препознае и виде, треба да си фактор. За да те некој спонзорира, треба да си честен и поштен. Треба тоа да го докажеш и покажеш. И за најдеш партнер за работа е многу тешко. И у бизнис, и у фудбал, и у општини сегде. Пофалите, 20 милиона денара обезбедивме донација за КЕЙОТ во Марина, благодарение на семејство Камче. 800.000 евра обезбедивме донација за изградба на нов кружен тек на Северен Боровал со Видео Смилевски. За поздравување, донацијата од Лидел. Комплетна. Обезбедивме 354 киловати на час фото панели од компанијата, скопска компанија, која што произведува единствено во Македонија панели, не ми текнува на името во моментот, со одлука на Совет, тоа е совршенство. Лицата со посебни потреби вчера во Неготино возеа велосипеди. 15 на велосипедисти со поддршка на волонтери зедоа учество на оваа акција на патеката Тимјаничка Цуцка. Во организација на општина Неготино, на локацијата велосипедска патека Тимјаничка Цуцка,
се реализираше пилот акција за тестирање на возење на велосипед на лицата со попреченост и лицата со посебни потреби и нивниот одговор во комплетно новата активност за нив – возење на велосипед. По запознавање на присутните со концептот на спроведувањето на пилот акцијата, градоначалничката на општина Неготино Марија Нацева со внимание го проследи учеството на околу 15 учесници кои вршија тестирање на новите велосипеди и трицикли од страна на лицата со попреченост, кои притоа ја имаа поддршката на лица волонтери велосипедисти, кои им асистираа на велосипедската патека. Оваа активност се реализира во рамките на проектот ЛАМО од EU Interreg IPA Adrian програмата, локалните власти на патот кон одржлива мобилност во Јадранско-Јонскиот регион, чија главна цел е поддршка на велосипедизмот како начин на активен транспорт преку тестирање на возење на велосипед за лица со ограничена мобилност и попреченост и лица со посебни потреби. Гимназијата Добри Даскалов Кавадарци е горд домакин на ученичка размена со училиште од Тузла, Босна и Херцеговина. Ова е втора размена од проектот Замисли сега, создај утре во рамките на програмата Супер училиште. Во периодот од 29 март до 3 април, Средното општинско училиште Гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци е домакин на втората ученичка размена со Средното училиште за современа уметност од Тузла, Босна и Херцеговина, во рамките на проектот Замисли сега, создај утре, а во рамките на програмата Супер училишта, поддржана од РИКО, од Европската унија, од Германското федерално министерство за економска соработка и развој и од Германското друштво за меѓународна соработка. Вчера учениците од двете училишта ја посетија општина Кавадарци, каде што госпоѓа Јасминка Чулева, раководител на секторот за образование и спорт, им посака добре дојде во Кавадарци и ги запозна со нашата општина. Во просториите на училиштето, директорот на гимназијата магистер Зоран Милевски на гостите им порача да разменуваат идеи, да развиваат пријателства и да се чувствуваат како дома. Координатори на проектот се професорката по англиски јазик Христинка Косовска и професорката по математика Нада Лазова. Проектот ги поврзува младите од Западен Балкан преку креативни драмски и театарски методи, како и преку работилници за ненасилна комуникација, медијација и диалог форум, поттикнувајќи меѓукултурен диалог, градење мир, емпатија и заедничко создавање. Учениците работат на активности кои ги истражуваат идентитетите, личните приказни и визиите за иднината, процес што ќе кулминира со заедничка театарска представа. Македонија има убедливо најефтини цени на горивата во регионот, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Можам да кажам дека единствената земја во регионот која што оваа недела не ги покачи, односно ги намали цените на горивата е Македонија. Безоловниот 95 и 98 октански е намален за 2,5 денари, а дизелот не се покачи. И тоа е резултат на одлука на регулаторната комисија. Тоа е прво. Второ, убедливо имаме најефтини цени на горивата во регионот. Убедливо. Тоа значи дека ако кај нас безоловниот се движи од 1,33 евроценти за литар до 1,39 евроценти за литар, 95-98 октанскиот, и ако дизелот е некаде околу 1,5-1,53 евроценти за литар, речеме во соседна Албанија и Грција над 2 евра. Во соседна Србија од 1,87 до над 2 евра. Во Косово исто така. Во Германија веќе имаме и до 300 стигаат евра цените по литар и во останатите европски земји. Со други зборови, во овој прв месец
во историски најголемата нафтена криза после онаа од 73-та, односно од 70-тите години на минатиот век, ние како држава рефлектираме стабилност и сигурност и план да се справиме со овој предизвик. И јас ги уверувам граѓаните дека во овој момент состојбата е стабилна и не гледам апсолутно никаква причина за страв од немање енергенси, воведување на не знам какви кризни состојби и во делот на пазарот на електрична енергија и во делот на нафта, пазарот на нафта и нафтени деривати. Што ќе се случува за месец, 2, 3, 5, не знаеме. Можеме да претпоставиме, да собираме информации, да анализираме и да носиме одлуки. Предизвици ќе има, тоа не зависи од нас, зависи од други фактори во светот, но ние како влада ќе реагираме исклучиво во интерес на граѓаните. Ме прашавте дали ќе ја продолжиме мерката, апсолутно, доколку видиме дека ќе имаме зголемување на цените на безоловниот бензин и на дизелот, тогаш апсолутно дека ќе ја продолжиме таа мерка, се додека трае кризната состојба. Ако продолжи и понатаму, ќе ја продолжиме и кризната состојба и ќе ја продолжиме повторно мерката. И ако повторно ескалира, имаме уште алатки на располагање, вие споменавте, тука се разбира акцизите, ни стојат се уште на располагање. Она што е можеби позитивна вест е што утрово суровата нафта од типот ВТИ, од типот Брент е околу $100 за барел, значи имаме благо намалување, ќе видиме до петок како ќе се одвива се тоа, па на крај на ден во петок кога ќе заврши тргувањето ќе можеме да знаеме која ќе биде цената од прилика која што во понеделник регулаторна комисија би ја донела и врз основа на тоа ќе носиме одлука за време на викендот, ако треба воредна седница на владата ќе свикаме и тоа ќе го направиме. Така што да сумирам. Единствена држава која што ги намали цените, единствена држава во регионот и можеби најдобра во Европа што се однесува до цените на нафтата и нафтените деривати, од аспект на количини граѓаните да бидат спокојни има доволно. Ситуацијата ќе ја следиме и во зависност од ситуацијата така ќе реагираме. Предизвици ќе има, но тие предизвици не зависат од нас, тие зависат од глобалната состојба. Да не создаваме паника, состојбата е под контрола, за разлика од некои минати времења кога паниката беше и неспособноста и криминалот и корупцијата второ име на некои претходни влади. Растат цените на лебот и останатите прехранбени продукти, а владата не им помага на граѓаните, оцени лидерот на СДСМ Венко Филипче на денешниот брифинг со новинарите. Исто така тој изнесе оценка дека новиот јавен обвинител Ненад Савевски покажал дека бил под директна контрола на премиерот Мицкоски и дека тоа се гледало најдобро од неговите обиди да ги потопи предметите против ВМРО ДПМН. Цените на продуктите, платите, стандардот на граѓаните. Повторно го слушаме премиерот како вика дека нема потреба да се преземат мерки за да се намалат цените на храната. И нормално на одговор на прашање се занимава со напади, навреди кон СДСМ, тоа не е ништо ново во неговиот однос. Очигледно дека премиерот не оди во маркет и не пазари секојдневно, поскапува и лебот. Како што предупредивме дека овој раст на цените на нафтата ќе повлече и ќе предизвика раст на цените на сите основни прехранбени продукти. Што треба да чекаат граѓаните? Што е тоа што пратат премиерот и владата, да немаат луѓето што да јадат? Тоа ли чекаат? Така ли ја посматраат ситуацијата? Зошто премиерот упорно инсистира да ги држи граѓаните во сиромаштво? Откако не ги прифати предлозите за зголемување на минималната плата, која што патем и сега, таа зголемена не е доволна да се преживее, се зголемува платата минимални 1667 денари. Во оваа скапотија 1667 денари немаат апсолутно никаква вредност. Затоа што кошничката е само зголемена во изминатите 3 месеци за 2500 денари. Што може да се купи со 1667 денари? 2 килограми домати, 2 килограми краставици, табла јајца и 4 литра бензин. Толку. Премиерот вика имаме најниски цени на горивата во регионот. Прво, тоа не е точно. Само Хрватска и Словенија имаат многу слични на нас. Ама кажува ли премиерот колка е минималната и просечната плата? Па минималната плата во Хрватска е 1000 евра, во Словенија 1500.
а имаме слични цени на горивата. Повторно трик, повторно дефокус. Повторно изговори за да не се направат мерки кои што се во прилог на потребите на граѓаните. Затоа, потребно е да се прифатат сите наши предлог мерки. Дополнително намалување на ДДВ-ата на горивата, намалување на акцизата за да се види реално објективно намалување на литар гориво. Кај нас, понатаму, намалување на ДДВ-то на основните прехранбени производи и преполување на цените на горивата. Отворање на случаите за модуларната во Тетово 27 април, работењето на СЈО се приоритет за Мицкоски и негови очекувања од работата на новиот јавен обвинител. Очекувам од јавниот обвинител во јавноста, од новиот јавен обвинител во јавноста да излезе со став за тоа како затвореникот тогашен Катица Јанева ги пренесе своите овластувања и ги оживеа предметите од поранешното специјално јавно обвинителство. На кој начин? И како беше тоа направено? Македонската јавност, граѓаните заслужуваат да знаат, бидејќи тие ги плаќаа оние скапи милионски хонорари за тие така наречени обвинители кои што беа дел од СЈО. Тоа треба да го знае македонската јавност, бидејќи тоа се плаќаше од народните пари. А резултатот, знаете каков беше, заврши со една Луи Вуитон торба полна со банкноти од странска валута. Така заврши неславно тоа кое што требаше да биде символ на правдата, а граѓаните кои што го финансираат тоа мора да ја знаат вистината. Тоа е прво. Второ, мора да знаат вистината како беа судени десетици луѓе за тероризам и на кој начин функционираа заштитените сведоци случајот поврзан со 27 април. Македонските граѓани мора да го знаат тоа. Не можеме да одиме напред ако вистината не се знае и дали постојат така наречени заштитени сведоци кои што под присила давале искази од страна на одредени лица од судството и обвинителството кои што биле вклучени во тој процес за 27 април. Тоа мора да го знае македонската јавност ако сакаме да одиме напред. Тоа се суштинските работи. И третата работа, сите оние поднесоци од институциите, заедно со Државниот завод за ревизија, кои што се во обвинителството, а кои што остатоците од СЈО и претходната гарнитура ги држаа во фиока, треба да се разгледаат и да се процесуираат. Доколку ова не се случи, јас не гледам дека во иднина некој може да биде заштитник на правдата. Како модуларната болница се случи? Зошто се случи? Зошто се пренесуваа од една во друга ингеренциите за модуларната болница? Дали сите се прифатени? Како се случија многу случаи во делот на енергетиката, во делот на јагленот? Дали постојат фирми кои што спонзорирале одредени политичари нивни возила, имоти и така натаму и така натаму? Како се случија многу работи на минатото? Се тоа е документирано и поднесено во обвинителството. Тоа што не сме правиле страда од сето ова, тоа е друга работа. Но факт е дека е таму и очекуваме од новиот државен јавен обвинител и неговиот тим да се позанимава. Ако со ова не се позанимаваме, и уште многу вакви случаи, стотици, ние не можеме како држава да одиме напред. Фирма на Дака од црната листа на САД во мрежата на Мицкоски, потонаа сите лаги на Николовски. Порака од денешната пресконференција на опозиционата СДСМ. Огромен скандал е доделувањето бизнис на компанија чиј сопственик е на црната листа на Соединетите Американски држави. Компанијата на Миодраг Давидовиќ Дака, Хроносум, од јануари годинава Божиновска ја ставила во годишниот план за изградба на енергетски објекти за 2026 година. За ВМРО ОКГ, почитувани, се е бизнис и ниту црната листа не е пречка. Сега кога јавно антикорупцијскиот тим на СДСМ ги фати живи како спремаат бизниси со човек кој се поврзува со перење пари, криминални структури и е на црната листа на САД, ВМРО ОКГ пробува да се испере. Не поминува, фатени сте живи. Панама, офшор мрежи и сомнителен капитал. Скандалот е уште поголем ако се знае дека станува збор за истиот субјект кој со години стоел без реализација, а сега одеднаш со ВМРО ОКГ на власт повторно оживува.
потона сите лаги на Александар Николовски и ВМРО ОКГ. Во опозиција го напаѓа Миодраг Дака Давидовиќ, а денес, кога се на власт, Божиновска му отвори врата во бизнис мрежата на македонската енергетика. Ке им се извинат ли денеска на граѓаните за сите лаки? Ова е класичен пример како функционира ВМРО ОКГ. Додека граѓаните плаќаат скапа струја, Елем има загуби од 100 милиони евра годишно, тие договараат бизниси со сомнителни партнери. СДСМ бара владата на Мицкоски веднаш да ја повлече одлуката и да го стопира овој сомнителен проект. Јавното обвинителство итно да отвори предмет и да ја истражи целата шема, вклучително и потеклото на капиталот. Миодраг Давидовиќ Дака му дал 300.000 евра на заев за да добие повратна услуга, обвини Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Прорускиот бизнис партнер на Заев, Миодраг Давидовиќ Дака, е човек со контроверзно минато и е човек кој е на црната листа на САД поради сомнежи за корупција и злоупотреба на влијание на Балканот, вклучително и Македонија. Дака стана познат за македонската јавност во времето на Заев, кога во 2020 година излегоа аудио снимки за тоа како Зоран Заев земал пари за да се види со Дака и да направат некаков бизнис. Во аудио снимката која пред неколку години излезе на социјалните мрежи, Дака вели дека дал 300.000 евра и 2000 квадрати земјиште на Заев за возврат да добие услуга. Понатаму, во снимката, Дака вели дека Заев овие пари ги искористил за инженеринг на референдумот за името. Освен Заев, во аудио снимката на која разговараат Дака и Зоки Милевски Кичец, кој инаку е главен посредник на Заев во случајот, се споменува и името на Драги Рашковски, поранешен генерален секретар на владата на Заев, што значи дека тогашната власт на СДС и те како добро била поврзана со контроверзниот проруски бизнисмен Дака, па дури и го рекетирале за да можат да спроведат инженеринг на референдумот за името. Почитувани граѓани, ја користиме оваа прилика да им се заблагодариме на СДС, кои многу добро ги знаат сите фирми на Дака, со кои нивниот шеф Заев веројатно има соработувано и заработувано, за укажувањето за фирмата Хронос Сум дека била во собственост на прорускиот бизнисмен Дака. Владата предводена од ВМРО ДПМН нема да прави како што правеше власта на СДС и Заев, туку напротив, веднаш ќе ги преземе сите законски можности за оваа фирма да не гради и инвестира во енергетски објекти, иако фирмата ги има исполнето сите услови и законски критериуми, нешто што во времето на СДС и Заев беше мисловна именка. Продолжуваме со информациите од спортот. Фудбалерите на Тиквеш утре во Куманово му гостуваат на Башкими. Кавадарчани се во серија од 4 победи без пораз и планираат да ја продолжат оваа серија. Фудбалската репрезентација на Македонија ги заврши обврските во квалификациите за светското првенство. Вчера во Даблин одигравме без голови 0-0 со селекцијата на Ирска, па сега фудбалерите можат да се вратат на клубските обврски. Во првата македонска фудбалска лига, во следниот период на програмата ќе бидат средбите од 25-тото коло. Сушност ова коло ќе стартува веќе утре, четврток, 2 април, со средбата во Куманово, каде Башкими ќе го пречека тимот на Тиквеш. Кавадарчани на табелата имаат 1 бод повеќе од кумановчани, но и двете екипи се обидуваат да останат во комотната зона и да ја избегнат зоната на баражите. Во петок во Струмица, Брера во борбата за опстанок ќе го пречека директниот конкурент Арсими, а во Кратово Силекс е апсолутен фаворит против отпишаниот Шкупи. Во сабота, лидерите на табелата на домашен терен треба да ја продолжат битката за титулата. Шкендија го пречекува Пелистер, а Вардар ќе игра со Македонија Ѓорче Петров. Колото ќе заврши во недела со средбата помеѓу Струга и Работнички. Скопјани се уште имаат шанси да ја избегнат зоната на испаѓање, па секој освоен бод, особено на гостински терен, е злато вреден.
Кошаркарките преку Романија и Естонија во првата фаза до квалификации за Европското првенство. Македонската женска кошарка го достигна дното и време е федерацијата да направи сериозни промени. Вчера во куќата на европската кошарка, во швајцарскиот Мие, беше извршена жребката за надпребарувачките групи за предквалификациите за Евробаскетот, кој ќе се одржи во 2029 година. Во жребката се најдоа 10 селекции кои не ја минаа првата фаза од квалификациите за Евробаскетот во 2027 година, односно најслабите на европскиот континент во женска конкуренција, меѓу кои, за жал, се наоѓа и македонската селекција. Истите се поделени во 3 надпреварувачки групи. 2 од нив се по 3 селекции, а една е со 4 селекции учеснички. Согласно со жребката, женската сениорска репрезентација на Македонија ќе игра во групата Ц, заедно со репрезентациите на Романија и на Естонија. Во групата А се селекциите на Швајцарија, Исланд, Азербејџан и Ирска, а во групата Б ќе играат Босна и Херцеговина, Норвешка и Кипар. Првопласираните селекции од трите групи и најдобрата второпласирана ќе обезбедат пласман во следната надпреварувачка фаза, а тоа се квалификациите. Утре не очекува облачно време со пообилни врнежи од дожд над 30 литри на метар квадратен, а на повисоките места од дожд и снег, додека на планините ќе врни снег. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северозападен правец кој ќе биде поизразен долж поврдарието. Температурата во интервал од 6 до 9 степени. Во петок и сабота времето ќе биде променливо облачно со услови за слаб локален дожд. Во сабота ќе дува засилен, повремено силен ветер кој наместа ќе достигнува и над 70 км на час. Од недела следува период на претежно стабилно и потопло време. Со прогнозата за времето завршуваме. Ви благодарам за довербата и вниманието. Ви посакувам пријатна вечер.